Во Македонски Брод по 18-ти пат се одржа манифестацијата Костенијада или фестивал на костенот. Костенот е најпознатиот бренд на поречието кој што го има и на грбот на оваа општина. Манифестацијата низ годините прерасна во вистинска туристичка атракција, каде што во нејзин состав се одржуваат изложби на рачни ракотворби од костени, а има и богата културно-уметничка програма со играурни друштва од цела Македонија. Фестивал на костенот се одржува во центарот на градот, на нашиот плоштад, и е навистина многу посетена од цела Македонија, од многу гости. И оваа година имаме најавено голем број на гости кои што ќе посетат нашата Костенијада. Костенот представува и значаен земјоделски продукт од кој што доста добро се заработува. Особено поречкиот костен е еден од најбараните во Македонија и идната година општината планира да го брендира. Така да со самото брендирање, кога би излегле на европските пазари, би биле посилни и нашиот костен или медот од костен би можел да има поголема пазарна вредност. Постарите жители велат дека се задоволни од исплатливоста и велат дека ако се обноват старите шумски патишта, кои во моментов се обраснати со вегетација, уште повеќе ќе се заработувало. Што се исплати како некоја сега моментално Костенов е 200 денари. Од 150 до 200 денари, ори значи а денеска можеш да собереш ако ти е тоа очистена нивата до терена како што треба се, можеш да собереш и до 100 кг костени. Има голем недостаток на костени што ептен се барат, не можеме дури да ги задоволиме муштерите на пазарот. Каде се го продавате костенот? Па вака најчесто по пазарите и некогаш и на големо идат го откупуваат. Тука секако е и поречкиот мед, кој што годинава го има во рекордни количини и доста се бара. Нема фабрики, нема загаденост. Дефинитивно тоа е еден од најголемите предуслови за пчеларење. Ние околу 2 тона ова година извадивме. Мислам, ја од кога пчелариме од 2010 годинава, моментално во нашиот регион најмедоносна година е. Со добра стратегија, костенот, медот и другите продукти од ова подречје може да го зголемат приходот на земјоделците од овој крај и тоа многукратно повеќе за разлика од сега.